Назад во студиото на Мој термин продолжуваме таму каде што застанавме на 0260 91 924 0260 91 925 и се разбира продолжуваме на истата тема која што беше и во првиот иако краток дел. Направивме и вклучување со колешката Ивана Стојкова од Предсобранието на Република Македонија каде што на протест се собираат неколку здруженија предводени главно од членовите на Здруженијето тврдокорни, односно против законот за употреба на јазиците кој што е на пленарна седница, а за кој што и внатре во собраниската сала пак се случува проблематични аспекти, ке речам. Затоа ќе одиме со прилогот на колегата Христијан Баневски во продолжение со извештај од внатрешните случувања во салата, па ќе се вратиме во студиото каде и ќе разговараме понатаму. Вака изгледаше денешниот обид на опозицијата за прекин на дебатата на пленарната седница по предлог законот за употреба на јазиците. Пратеникот Илија Димовски по истекот на времето за процедурална забелешка побара пауза од 1 час, а откако спикерот Џафери не го прифати барањето, останатите пратеници на ВМРО ДПМН ја окупираа говорницата во знак на протест. Откако страстите се смирија, Џафери даде пауза, но опозицијата не отстапи од барањето да се отстрани точката од дневен ред. Без да наведувам што, дозволете ми да најавам дека ќе ги користиме сите возможни, уставни, правни, законски и деловнички можности за да се спротивставиме на носење закон кој што нема да донесе ништо добро за Република Македонија, туку ќе воспостави двоен правен систем, двојно општество, двојна јазична федерација. Првите неколку часа поминаа во обид да се отвори дебатата. Речиси сите координатори на пратеничките групи на ВМРО ДПМН се јавија за процедурални забелешки уште пред да биде изгласан дневниот ред. Тврда дека законодавната процедура била прекршена неколку пати поради што побараа целата постапка да се повтори. Процедурата за носење на овај закон е противзаконска. Затоа барам да се прекине оваа процедура, барам законот да биде повлечен и барам да се пушти по постапка каде што ќе се запази деловникот за работа на собранието и ќе се запазат законските процедури при носење на законите во ова собрание. Речиси сите пратеници од владеачкото мнозинство беа во пленарната сала, но се воздржаа од реплицирање на обвинувањата на опозицијата. Оттаму за телевизија 24 вела дека однесувањето на пратеничките групи на ВМРО ДПМН е повеќе од очигледен обид за уште една кочница во собраниската работа. Инаку предлог законот денеска ја помина Комисијата за политички систем со 9 гласови за и 6 против. Доколку биде поддржан и на пленарната седница, предлог законот ќе премине во втората фаза од законодавната постапка, односно во второ читање кога може да се поднесат и амандмани. Тоа беше прилогот извештај на колегата Христијан Баневски од денешните случувања внатре во собраниската сала, како и надвор од неа по однос на пресконференциите одржани од страна на партиите кои се дел од пратеничките структури. И за она што зборувавме и во првиот дел, закон за јазици, тврдокорните на протест пред собрание, а ВМРО ДПМН ја окупираше говорницата. Продолжуваме да зборуваме и понатаму на 0260 91 924 или 0260 91 925 или евентуално да ни пишувате на фан страницата на Facebook на Мој термин очи во очи, каде што ќе ви ги прочитам и пораките, дали преку порака или пак преку коментар, се едно. Доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добро вечер. Да, добро вечер, повелете. Па види, Огнен, мене ми смета лицемерието на актуелните пратеници на ВМРО ДПМН и театарот што го прават од причини што све знаат, све аминувале, а сега се прават патриоти. Синека во една ми смета времево, ќе ми треба малце поише, ама ќе се обидам. Синека во една емисија имаше на Алсат и баш господинот Илија Димовски беше ставен во ќоше кога актуелниот вице-премиер, како го викаат, не знам сега од владава. Кочо Ангјушев? Не, од албанциве. За европски прашање. Бујар Османи. Бујар Османи убаво кажа дека 2011 година почела примената на двојазичноста во државата и дека првично се применувала, а сите сме сведоци дека тоа се случуваше во предпријатијата каде што беа албанци директори. И он тоа го пречуте. Знаете зашто? Јас викам, пазете, мене ми сметаат некои работи кај нашиве пратеници, кај албанциве, затоа што не доследно се применуваат законите. Но ми смета лицемерието што све знаат како е напишано во Уставот и сега ги палат луѓето. Во ставот 1 од Уставниот амандман
5 на членот 7 стои службен јазик на територија на Република Македонија, кажува, па има една записка, друг јазик. Значи се говори за територија на Република Македонија, каде што е прогласен другиот јазик. Говори за целата територија. Ставот 4 во комуникација вика со органите на централната власт. И што сега едноставно се прави театар од тоа дека ми смо знали, сега знаете што и ние сме изненадени, сега ќе глумиме патриоти. Личните карти би сакал да ми кажат како се појавија да бидат двојазични ако немало закон за двојазичност на цела територија. Како се појавија табли во Македонија пат на цела територија двојазични ако немало закон за цела територија. Што се прави сега театар од оваа работа ме интересира. Ние сме собрани сме утесно македонците. Мора да признаеме. Меѓутоа, каде зашто никој? Баш ми е жал за времето, но ќе се вратиме во форма и со двете минути. Имавме еден период каде што вистина точно се беше прецизно во начинот на искажувањето на мислењата, баш за 2 минути. Да рачунајте дека новинарите во прилозите имаат минута и 15, минута и 20, вие бидејќи не сте новинари, 2 минути ви се таман. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овде е адвокат Игнат Панчевски, ама надвор добро вечер. Добро вечер веќе, добро мене се уште ми е ден во студио. И треба да ви биде ден на вас младите, да ви биде светло за да може да направите нешто за иднината. Повелете. Кое што е во ваши раце. Сакам да скратам сега, за да може да се сместам во 2 минути и ќе зборувам за окупацијата на говорницата. Окупацијата на говорницата денес, како и порано, пред некој одреден период, беше да се заштитат криминалците и да го одолговлечат времето да одат во Идризово, кој што слушавме вчера, оценки какви доби, дека е тоа затвор, кој што не ги исполнува никакви стандарди. Меѓутоа, тие што се околу говорницата ги оплячкаа парите за да се уреди Идризово, да се уреди Шуторизали, да се уредат и другите затвори. И сега во последната минута ќе го кажам следното. Тие што денес беа околу говорницата, за да го блокираат натамошното работење на собранието, тежат над 1 милијарда евра оплячкани и тие се борат да се спасат, да не одат во затвор, ниту им е важно за закон за јазици, ниту тврдокорните се борат за некоја демократија, туку исклучиво ги штитат криминалците, што подоцна да почнат во постапка за одговорноста за плячкање на над 18 милијарди евра. Значи, тие што беа околу говорницата коштат тоа што некој од нив, сопругите им се странци, па демек милионите евра, над 150 милиони евра, потекнуваат од странската држава кај што е сопругата. И такви се некои глупости. Благодарам за јавувањето, Игнат Панчевски. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Да, добро вечер, повелете. Не, го исплашив гледачот Владче. Му реков добар ден и се исклучи. Се извинувам. Како? Да, не е фер. Одиме со добро вечер. Добро вечер. Нема никој? Ништо. Само момент. Режијата решава нешто со... А има. Добро вечер. Добро вечер, Огне. Како сте, господјо Лоза? Одлично, а вие многу сте лични. Ве гледав она вечерна... вечерна... А, со хармониката? Со хармониката, да. Многу бевте ефтен. Благодарам. Да. Е, так. Ајде сега. Е, сега вака. Ајде. Закон за јазици тврдокорни на протест пред собранието, а ВМРО ДПМН окупираше говорницата. Да. Законот за јазици тој е донесен во времето на ВМРО. Добро. Е така. Второ, тврдокорните нема што више си го открија лицето под која маска се и џабе им е. Нека седат пред собрание, барем има некој кој да ги чува таму пратениците. А трето, ВМРО ја окупираше говорницата. Тие мислат дека ќе му шепнеа на Трајко Велјановски и
и му доволуваше Трајко Велјанов, си чекај да видат како е во опозиција. Тоа ми годи сега, ама душата ми е на место. Фала многу, пријатно многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас до Куманово и убава вечер ви посакувам. Добро вечер, дали имаме некој на линија? Нема. А има. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добри. Повелете. Овдека граѓанин на Македонија. Поздрав до вас, повелете. Сакам да кажам на брзина, пошто гледам имате 2 минути само за слушателите и гостите. Прво и за докторот што се јави, така мислам дека беше, од кај им се парите и колку им тежат парите на било кој, не на ВМРО, не на СДС, пошто јас сум чисто независна, од кај им тежат парите на едните, сакам да кажам од кај им тежат парите, да го прашам на овие сега веќе што дојдоа, тука да не се лажеме, ја како обичен рмбач и работник, што живеам со една плата и со еден куп кредити, и што ни една ни друга власт до сега за овие 30 години никогаш ништо не ми помогнала. Моите деца се школуваа со обично школо, работат градежни работи приватно, како ќе си се снаоѓат така, аргат и не е битно да се извадат пари некој динар за да излезат во град. Значи баш така не сум врзана ни за една ни за друга. Од кај им се парите на тие што си замина, од кај им се парите на овие што 10 години не беа на власт, а дојдоа со толкави големи бужити од дома, па сигурно на сите родителите не им биле зафатени на времето и богати. Второ, за јазиците што слушам дека зборат, и сите партии во државава на времето седеа и сите партии ги подпишаа тие договори со Рамковин и што ги следува албанците, што македонците. Зошто упорно се обвинуваат, ние подпишавме помалку, вие подпишавте повеќе. Кога сите се подписници, него стварта е сега кој да го направи последниот чекор и да добие најдобри поени од светот. А друго, можам само да кажам, дали стварно има како мене гледачи, слушатели и државјани во Републикава, дали се албанци и македонци не е битно, што не зависат од ниједна партија и што седат стварно и гледат што се случува, а немат никаква корис. Фала многу. Пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Дали се слушаме со некого? Да? Ало, добро вечер. Добро вечер. Па еве за прв пат се јавувам во емисијата. Мило ми е. И па да кажам и јас некој збор. Ајде, повелете. Потпуно ја поддржувам последната гледачка. Сите во едно време во Југославија работевме за плати. Од каде сега испаднаа толку многу големи бизнисмени, толку многу домаќини со толку многу пари. Законот за јазиците беше донесен со Рамковниот договор и еве неколку години веќе, последните 15-20 години се применува. Дури од македонски пошти добиваме двојазичност за 50 години постоење на македонски пошти. Лични карти, табли, па мислам дека не е тоа ништо ново. Меѓутоа, моментално, сега е проблемот за да се добие во време, за да се позаматат работите за локалните избори, кои повеќе ќе преграбе поени. И со намера ВМРО да се врате повторно на власт. Мислам дека сето се врте околу добивање на гласачки ливчиња, повеќе околу локалните избори. Имајте убава вечер. Пријатно. Благодарам многу за јавувањето и јас вам ви посакувам убава вечер. Дали имаме некој друг на линија? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Да, ве слушам, повелете. Девечте Очкич. Поздрав до вас. Темата ви е многу добра. Закон за јазици и предокорните на протест. А тие може да протестират колку што си сакат, вики. Нивното помина. Се се откри, се се виде, се е поставено на маса. Више нема што да се покаже. Да си го покажа своето лице. Еве сега народот нека гледа и нека суди. Го окупира собранието, говорницата. Па нема ни срам, ни перде. Тоа више одамна кај нив го нема. Образот им е ѓон. Тоа не може да се кине, да се изгребе, да се обели.
толку се црни и отцрнети. А ние тука, обичните луѓе, само можеме да гледаме и да се нервираме од нив. Јас ви благодарам за стапеното време и пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добро вечер. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер, повелете. Добро дојдовте, млад Добро ве најдов. господине. Благодарам. Веднаш се гледа освежување на лекот. О, да. Вака, јас ке бидам кратка како Ајде. и секогаш. Ајде, Лидија. Во врска со законот за јазиците нема да зборувам многу, само ке кажам, како што имам кажано и во претходни емисии, дека познавам многу луѓе од албанска националност, и на кои сум и многу благодарна што 90% од македонскиот јазик многу добро го говорат. И дури кога ќе се сретнам, јас им се обраќам на албански да ги поздравам и да ги прашам како се. За тврдокорните имав прилика на неколку места да ги сретнам во неколку наврати, тоа се деца, па јас не знам дали некој има повеќе и од 20 години. Значи, уште сега ги задојуваат да бидат такви какви што не треба да бидат. А во однос на ВМРО ДПМНЕ, што ја окупираше говорницата, па нека си донесат од дома по една мала масичка и столче, па нека седнат покрај талат джафери, мисло да стојат и да галамат и да трескат, па дека си бараат така збор. Ја мислам дека тоа ќе биде најубаво и поинтересно. Вака иначе стварно, мислам, не ни кинат нерви, али прават циркус од нашето собрание, кој би требало да го почитуваат. Затоа се и тамо. А ако не ги бива за тамо, нека си одат, нека го напуштат собранието. Има луѓе кои што се многу попаметни и поспособни од нив. Така. Поздрав од Лидија и се најубаво. Благодарам, Лидија, поздрав и до вас и се убаво и од мене. Рица на Фейсбук вели: Законот за јазици е многу добар. Тврдокорните може да си протестираат колку што сакаат, но за тоа што се случува во собрание, страда обичниот народ, а ВМРО ДПМНЕ да не блокира во собранието, бидејќи народот повеќе не им верува. Васил пак вели: Толку многу е заплетка на политиката во Македонија и имам една идеја, ако може стави тема, временска прогноза. И пак ќе се испогараат каде било облачно или не. Поздрав до екипата на мои термини, ве чекам на пастарма Илијада во Штип, доста е од експерти и демагози. Пастарма Илијада, може. Но строго без јајца ако е правена, бидејќи сум алергичен на велковини, така што одиме со следен, така? Не смеј се, Владче. Добро вечер. Добро вечер. Уште еднаш адвокат Игнат, бидејќи тесни ми се 2 минути. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, господине Панчевски. Значи, јас вака ќе замолам. Од старт сезонава ја почнуваме на следниот начин. Сте добиле еднаш можност, ве молам, оставете го просторот за другите гледачи да си се јавуваат и да се го кажат своето мислење. Без разлика колку и да имате што да кажете, без разлика што и другите гледачи можеби и ќе ми реагираат за тоа што сум ве исклучил, за тоа што сакаат да ве слушаат. Емисијата е така поставена што секој гледач си има 2 минути за да се обрати. Да, вие сте имале слобода и можност и успех да се јавите и повтор пат, но јавувањата повтор пат точно е дека некогаш се случува да ги оставам гледачите да се искажат, но само доколку биле нападнати од друг гледач, па сега си даваат реплика, успеале тоа да го направат. За јавување постојано, ќе ве замолам, немојте тоа да го правите, затоа што има гледачи кои што навистина не можат да добијат од редовноста на другите. А успех е и ви честитам на тоа што сте успеале 2 пати. Добро вечер. Добро вечер, Огнен, и со голема упорност би сакал да, пошто ја спомна моето име, мала реплика да му дадам на предходниот на културен начин. Господинот Јордан Златанов, во моето излагање, јас кој кажа во интерес на сите граѓани, значи да има мир во државата, да имаме слобода, да се почитуваме едни со други, тоа го посакувам и секогаш го посакувам, да не фрламе омраза во однос на јазиците, секој има право на својот мајчин јазик, секој има и во институциите каде што двојазично е запишано право да си говори, ако сака, ако не, тоа е лично негово право, значи сето тоа ние све го знаеме. Затоа да му упатам на господинот Јордан Златанов, од мене еден голем поздрав и да не ги брани оние кои е влегле во криминал, тоа го кажав јас и пак ќе го кажам, дека без разлика дали мојот социјалдемократскиот сојуз, каде што сум и припадник, го направи тоа нешто, треба да се одговара пред јавноста. И затоа ги
ме замолувам судовите, Министерство за внатрешни работи, за секоја нечестна работа, без разлика кој да е, да биде приведен со полиција право во суд и да си одговара, за да има мир, слобода и демократија во државата, а не омраза. Да сееме љубов на дружење, на сакање. Дошто албанците вака, турците вака, ние сме прави. Сите сме исти во оваа држава, еднакви и бараме еднаков живот, да не бидеме дискриминирани со тоа што сметам дека сите видовме заедно колку луѓе појда затвор за билки, за 300 чебапи, за ред други работи, а некој сака да си го спаси своето. Значи со протест пред владата. Поздрав од мене и Сенејово. Тоа нема да им успее никому. Значи ќе завладее правото. Слободна Македонија, слободна држава и за целиот народ слобода. Поздрав уште еднаш од сестрата. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Еве како што гледате, со оглед на тоа дека господинот Николче од Кичево се јавува повтор пат, но затоа што вистина беше од друг гледач повикан, затоа и го оставив, затоа што човек има право да си даде реплика на своето кажување. Дејан на Facebook вели: здраво Огнен, законот за јазици нема да донесе економски бенефит за никој, тој е само чекор напред кон остварување на албанската кауза. Следни прашања ќе бидат знамето и химната. На македонците им требаат црвени линии по однос на национални прашања како домицилен народ во однос на заштита на унитарноста. Овој закон е апсурд да се донесе без претходен попис на население. Поздрав. Благодарам, Дејан, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер. Сакам нешто за закон за јазици да кажам. Добро, ајде. Ја мислам дека закон за јазици не треба воопшто се дискутира, треба тој закон за јазици да биде на македонците. Ако се уфрли албанскиот, Албанија има и во Косово и во Албанија има Косово. А ние македонците кај имаме право? Немаме ни во Албанија, ни во Србија, ни во Бугарија, ни во Грција. Дали таму некаде е уклучен тој јазик? Затоа треба стварно да се внимава за тоа. Не треба никој, дали е Груевски или друг или трет Заев, али сепак треба да биде македонски јазик, един јазик на Македонија. Затоа не треба тука дилема да се има. Ние немаме македонците друг јазик. Немаме никаде право од кај да се бараме. А некој ако го поддржува еден или друг, тоа е нивна грешка. А за да се знае дека еден јазик е македонски јазик. И со тоа Македонија секој пат ќе биде напред. А вака ако ние јазици, ова го уклучиме албанскиот јазик, зошто? Кај ние во Албанија имаме право на нешто? Или во Косово имаме право ние македонците? Дали таму ќе се некаде дојде македонски јазик? Али тој што е тој спикер или било како да го наречат, они бараат нивно право. Ама ние треба да најдеме нашето право. За кај сме? Ако те идеме во Србија, македонци, кои сте вие македонци? Ако те има Албанија, кои сме ние македонци во Албанија? Дали нашиот јазик некаде е признат? А зашто па ние да го признаваме албанскиот јазик? Ние соживуваме со нив. Али не сакаме и јазикот да го делиме со нив. Благодарам за јавувањето. Пратениците на ВМРО ДПМН во Собранието вербално се судрија со председателот на Собранието Талат Џафери. Илија Димовски побара да се повлече предлог законот за употреба на јазиците од дневен ред на пленарната седница. По неколку минути дискусија меѓу Талат Џафери и Илија Димовски, пратениците од опозицијата се вратија на своите места со ветување за пауза. Димовски побара јавна дебата за законот за јазиците, бидејќи според него, доколку се усвои законот ќе биде против уставот, законите и деловникот. Пратениците од парламентарното мнозинство велат дека предлог законот се базира на 5-тиот амандман од уставот, кој досега не е целосно спроведен. Зелено светло за законот за употреба на јазиците по прво читање минатата недела даде Комисијата за европски прашања. Пратениците ја усвоија само првата точка од дневниот ред, одлуката за објавување на конкурсот за избор на членови на Државната изборна комисија, пошто поради партиски обврски околу локалните избори председателот Џафери ја прекина седницата и најави продолжение за утре. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Многу ми се драги да ви кажам и симпатичен и убав глас за ова место сте родени. Благодарам. Меѓутоа не знам партиски како сте определени, али не би ни сакала да знам. Не сум определен партиски. Да, драго ми е, пошто ја не сум определен. Господинот Талат Џафери
се понаша као да е собранието лично албанско. За све нешто бара отстранување, за све нешто бара тие што го чуваат таму и ред други работи. Јазикот, ако треба да се донесе, ќе го донесе заев без никого да праша. Он тоа го обеќа, мора да си го исполни. Каде се македончињава да ги прашам овие учениве што викаат дека се ректорати, дека се по јазикот, дека се по сите работи. Нив каде се да ги прашам? Каде? Спијат ли негде? Скриени ли се негде? Има реакции во јавноста, особено од оние кои што доаѓаат од областа на македонистиката, на македонскиот јазик и неговата Многу книжевност. касно, господине. Молам? Многу касно дојдоа. Требаше малце порано да се свестат. Сега, кога дојде во собрание, они тога се освестија. Каде беа до сега? Го имаше на митинзите, бара одесме ако не на друго и не и на други, без разлика дали си за некој или не за некој други. Добро. Меѓутоа си ја префрлаат топката едни на други и сега никако не може топката кој да ја сфати. Ама треба да ја фати заедно да најповеќе му биде и да си ја носи дома. Поздрав до вас и секое добро. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас, и вам се убаво. А што се однесува до реакции по однос на предлог закона за употреба на јазиците кој што се базира според парламентарното мнозинство врз амандманот 5 од Уставот, токму направија и од Македонската академија на науките и уметностите, но и од Институтот за македонски јазик, еминентни професори, академици и луѓе кои што доаѓаат токму од областа на македонистиката и на јазичните подрачја во однос на книжевноста, каде што најмногу би задирало се тоа. Добар ден, добро вечер, се извинувам. Добро вечер, Огња. Ве слушам, повелете. Абе, овие воморовци, бе. Абе, ова партија е џаволска партија. Дај да се навратиме малце у јануар месец. Кога се бираше парламентарното мнозинство. Што зборе? Ние воморовците им дадовме албанците ова, она, све им дадовме ние. СДС и тепаше на Битпазар, не знам каде, у Тетово, не знам што. Сега се тврдокорни. Тврдокорни, бидејќи треба да идат во затвор. Тоа е едно. Друго, оваа партија треба да се избрише, ако биде добро за овој народ македонски. Бидејќи не се ни македонци, тоа е уште полошо. Да гледаш од секоја гледна точка. Све уништија Огња. Од школство, дали здравство, дали имањето. Кај стана толку милионери од ВМРО ДПМН? Мијалко, може да купи Македонија вече. Од еден обичен полицај. Толку сум револтиран на таа партија, што еднаш не остави Македонија на мира. Добро, по однос на законов за јазициве. За двојазичноста. Па, двојазичноста се усвои во 2008. На чело на владата беше Никола Груевски. Они све им дадоа подмукло. И увек ги бедат од СДСМ. Дај да бидеме јасни, бе. Ја уништија државата, од корења уништија државата. Биди ми поздравен, па ќе се чуеме и порано. Благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас од мене. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, добро вечер. Добро вечер, Ве господине. Слушам. Поздрав до вас. Често пати јас слушам вашата емисија, пете се решив и јас нешто да кажам. Мило ми е, повелете. Се јавувам од Бузалково, Рај на телефон, Велешко околија. Добро, поздрав до Велешко, повелете. Фала. Вака, ја би ги поздравил колегите македонци и кои се за јазикот и кои се против. Добро. Сакав едно да кажам, вака еден реалност што јас барем го мислам. Не им боли газот ни на албанските партии, ни на македонските партии, дали двојазично, тројазично или и било што. Тоа е, мислам, тоа е сега, стално овие работи се јавуваат пред изборите или после, дека да кажам, како да фанат кој што повише гласачи на поени на нивната страна. Ако на една партија албанска или македонска партија стварно не рачунал као луѓе и не рачунал као патриоти овие албанците, што се кажуваат често пати, би дошол некој, дали тие или некој од новинарите, да видиш, ова село Бузалково е над 300 куќи, тука е Сливник над 150 куќи, тука е Кугавец.
што имавме бушотини бунари по 50 метар, 80 метар длабочина, се исушија. Купуеме од оние канисти што држеле алкохол или држале некои хемиски средства, па ги продават овие фабриките, ги купуваме со месеци, ги переме, никако да се перат, да се чистат, никако. И од нив пробаме да пере жената садови или да се бањаме, а тоа мириса неверојатно. Ако се тие луѓе стварно што мислат за народ, прати еден новинар и дај го на тие патриоти или на тие македонци што сакат со албанци да живеат, или на тие ВМРО-ци што не сакат многу, нека дојдат еднаш, нека влезат во село, нека видат. Ако ова не е тачно дека... Така, благодарам за јавувањето, поздрав до Велешко. На крајот на емисијата сме, така што немаме можност да вклучуваме повеќе гледачи, едноставно само да ги прочитаме коментарите преостанати на фан страницата на Facebook на Мој термин очи во очи. Вели Илија: добро вечер, внимавај на обкладите, веројатно мислите на косата, сега веќе имам коса, добар сум после одморов, се подопоравив. Што се однесува до темата, позната е пропагандата на ДПМНЕ, повеќе пати кажа на една лага да стане вистина. Впрочем, до денес не сум сретнал албанец надвор од Македонија да зборува албански. Данка пак вели: здраво Огнен, емисијата ви е одлична и така продолжете. Законот за употреба на јазиците кој денес и во текот на наредните денови ќе биде на пленарна седница ќе се донесе, но последниот збор го има председателот Иванов кој по моје мислење нема да го потпише, а господинот Димовски и опозицијата да си седат таму и да си дискутираат, завршува Данка. Благодарам Данка, поздрав до вас, поздрав и до вас Илија кој што го коментиравте последен и се гледаме вие и јас од текот на утрешните изданија на емисиите Очи во очи и Мој термин. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 20 часот, а во 20:45 и 24 анализа со колешката Наташа Стојановска. Проследете.